Късметот го прави избавникот свој среќен, чита Александар Станојков. Еден човек бил многу богат, ами и бил пак и многу скржав. Леп да беше возможно дома да не купи. Целиот град го знаеа оти таковјет и сите го сожалуваа оти да е толку скржав, а од друга страна пак го радуваа оти имаше еден син многу арен, милостив за сиромасите. Тој сакал според иманието нино да живеет, арно ама татко му никако не му бандисуваше табиетот и секогаш се накараа и неќа да се видат. А бре татко, му рекол син му, лели ме неќиш при тебе да седам, јај дај ми 20-30 илјади гроши за да си ватам некоја трговија и да ти се иставам од пред очи. Кога чул тој збор богатиот сина си, на драго срце беше му дал 20.000 гроши и беше го извел од кај него со збор да оид на туѓина, да што знај нека си прави. Зел син му од богатиот парите и си отишол во некој далечен град да барат некоја трговија. Арнамо бидејќи до тогај не беше ватил некоја работа, не знаел што работа да ватит, едно тоа. И друго, во тој град немал некој познат човек за да може да клаи тортак да ватит некоја работа. Со денеска, со утре парите и дојаде и од која беше му останале многу малку, станал од тој град и отишол во некој друг град. Едно влегол среде во чаршијата во другиот град и видел еден ковчег кај го продал некој човек. Ковчегот бил празен и заклучен со 9 клучеи, цената му била 100 минцуи. Се чудело момчето, оти да сака човекот 100 дукати за еден ковчег, што чинел 25 гроши и заклучен со 9 клучеи. Го подкрена со раце момчето да види што има, али е тежок многу, арно ама ковчегот му се видел многу лесен и празен. Туку седело и се чудело момчето, оти да сака толку скапо човекот за празен ковчег. Абре човече, што мариве ти имат ковчегов твој што сакаш толку скапо? Голем мариве ти имат, му рекол човекот. Пријателе, овој празен сандак, големо богатство има во него, ако е празен. Ама гледам јас оти твој късметет да го земиш, ама ако не го земиш, многу пишман ќе видиш. Кога и чу момчето тие зборови, се престраши и го купи ковчего. Го крена на рамо и го однесол на еден хан. Го клал во одајата кај што седел и му се пулел на ковчего. Туф бре, јас колку сум бил будала, си рекло момчето само со себе. Да давам 100 минцуи за еден празен ковчег заклучен со 9 клучи. Бре, што сум бил будала. И на тоа велење, момчето рипнало просто и одмака што му дојде, не кладе клучеите да отвори, ами му удри една клоца да го скршит. Не крши го ковчего, стопанине, му свикал еден глас од ковчего. Оти ќе го изгубиш богатството што ќе ти го дам. Ами отклучи го ковчего и ќе видиш колку богатство ќе ти дам. Кога отклучило момчето 9 клучи и го кренал на капако, туку веднаш беше избрнал еден човек голем колку една педа, со една брада долга колку еден лакот, и беше му застанал пред момчето со прекрстени раце и му рекол на момчето: заповедај стопанине, што измет сакаш да ти сторам, чунти јас сум ти од сега ваша слуга. Кој си ти бре старче, му рекло момчето, и како те викаат те молам ако да ми кажеш? Јас сум късметот твој и ме викаат педа човек, лакот брада. Арно бре старче, да ти заповедам нешто да ми послужиш, туку јас сум без паричка, да што можам да заповедувам друзи, кога јас сум за да служам и да ме заповедуваат. Не бери гајле стопанине мој за пари и за стока, му рекол педа човек, лакот брада. Јас да сум ти жив, ти даде за мене 100 минцуи за да ме купиш и да ме куртулисаш од затворот со 9 клучи, а јас ќе ти донесам 100 торби со пари. Те молам стопанине, прај што праиш, да ми донесиш 100 торби зобдици, та да и наполнам од азното царско.
Отишло момчето при анџијата и го молил да му купи 100 зобници. Му купил анџијата и му ја однесло момчето на педа човек лак од брада. Слегол педа човек при анџијата и му нарачал најубава вечера да му донесит на момчето горе. Зел ибрику и леен од педа човек и му потурил вода на момчето да се измие траци да вечерат. По вечера после, зел зобниците нарамо педа човек и му рекол на момчето: спи си рад, момче мој стопанине, оти јас ќе одам ноќеска во царското азно да ти донесам големо богатство. Пошел во царското азно и наполнил торбите со азно, та му и донесол и му и наредил околу него. Утрото станало момчето од спиење, зел педа човек лак од брада и ибрико со вода и леенот, та му потурил да се измиет образ на момчето. Кога видело момчето, во еден ќош од одајата 100 торби полни со пари. Ете ти пари, му рекол педа човек лак од брада на момчето. Ти донесов. Сега ли сакаш да ти ја земам од царот ќерка му за невеста? Ами како не ќум бре старче? Му рекло момчето. Кој слеп не ти точи да и јас да не ќум од цар ќерка? Ми треба сопрво да ја видев, арно беше да после да ја земев. Мош не арно, стопане мој, му рекол педа човек. Биди си рад, јас вечер да ја донесам прво да ја видиш ти, да после да ја земиш за невеста. За вистина, вечерта беше му ја донесол од цара ќерка му во одаја. Девојче, му рекло момчето на ќерка му царот. Што велиш? Дали ме бендисуваш мене да ме земиш за маж? Оти јас те бендисав тебе. Девојката царска беше се омајала кога се видела во една грда одаја и предно момче, тоа со сиромашки алишта. Туку стои и се мисли пустата девојка, оддалечена од татко и мајка, и од жал што и дошло, тики не можела да проговори. Девојко, девојко, што велиш? Ќе ме дексаш мене за да ме земиш, али не ќе ме дексаш? На тој збор згора беше и теклано на царската ќерка да речите еден зборца, некако да го излажат момчето и да куртули тоттамо. Ми те дексува, момче, беше рекол. Туку со закон Божи да се земиме, да си одам дома и отаде да ме земиш со сватој. На тој збор згора се уверува момчето и му ја даде на педа човек да ја однесе кај царот, да со сватој да ја земат. Арно туку ич приима царската ќерка да земе сиромашко момче. Беше се плакала на татка и татко беше ја научил да си намачка двата прста со катран и во која порта ќе влезит да бележит. Другата ноќ беше ја грабил пак педа човек лак од брада. Влегувајќи царската ќерка беше ја бележала со катран портата. Арно, ама педа човек лак од брада беше ја сетил работата и беше и бележал од сио град портите. Утрото царо пратил да бараат која порта е бележена. Кога прошетаат царските луѓе низ градот, гледаат сите порти бележани со катран. Другата вечер беше зела царска ќерка просо и кога ја зел педа човек, го посолила по патот за да направи трага. И тоа го сетил педа човек и сите сокаци беше и посолил со просо. Третјата вечер зела брашно и посолила по патот за ќе трага да направи. Арно, туку педа човек лак од брада, сите сокаци беше и посолил со брашно. Кога вида царот и сите трима ривити му и нашол тој што му ја земал ќерка му и пак му ја носел, само и само за со закон да му ја земит, кладе тејали по целиот град да викат за да се јавит кој од што му ја сакат ќерка му и да му ја дајт. Се прашало момчето со педа човек дали да се јави пред царот. Тој беше му дал изин да се јави и гајле да не берит дури е жив тој. Се јавило момчето и царо сакал да му ја дајт. Арно, ама царја ќерка си имал еден љубовник од паша син и надупиле за да го обесат момчето и така беше му паднало врака. Заповедал царо да го обесат. Пред вешалото стоит од пашата син му за да гледат како ќе го бесат момчето. Арно, ама Арнаут ќе знае друго патче
да и педат човек знаеше друг да обеси. Го преприл од пашата син му на лицето од момчето и беа го обесиле него. Си ошле сите дома и момчето си ошло. Кога виде цар и царицата и од пашата син му го обесија, се налутиле и го пратиле момчето да го обесат. Го грабнале и го обесиле. Арно, ама наместо момчето да обесат, обесиле една глајца прас. Дури да се вратат дома, момчето побрго беше го однесол педат човек во одајата кај царја ќерка. Кога виде царот тоа чудо, не беше му останало друго, отколку да го венча момчето и да го стори домазет. И најпосле беше се сторило момчето цар.